Состојбаме и задоволство. Почитувани Охриѓани, драги гости, почитуван градоначалник на Охрид Константин Ѓоргиевски, почитувана директорка на Зелениот пазар Кристина Крлевска-Деспотовска, почитувани представници на медиумите, почитуван приватен партнер од АД Илинден кој што е денеска овде на ова јавно-приватно партнерство, почитувани новинари, представници на медиумите, пратеници, советници, колега градоначалникот од Струга, градоначалникот од Дебарца, знам дека е тука. Ми представува мене посебно задоволство и чувствувам голема радост што денеска сме овде во Охрид за новиот објект на Зелениот пазар кој одговара на потребите на пазарџиите со капацитет за 190 нови тезги утврдени по современи ХАСАП стандарди. Согласно стратешките определби за развој и унапредување на локалната самоуправа, новата административна и деловна трговска зграда во која се содржи и нов затворен зелен пазар, се изгради преку формирање на јавно-приватно партнерство помеѓу општина Охрид и АД Илинден Струга. Ова работа ја почна градоначалникот Бакрачевски, ја продолжи покојниот мој пријател и ваш градоначалник Јован Стојановски, ја заврши денеска актуелниот градоначалник Константин Ѓоргиевски. Овој нов прекрасен објект има површина од 6779 метри квадратни, што значи модернизирање на условите за работење на зелениот пазар, исполнување на стандардите за трговија со земјоделски и прехранбени производи и подобрување на услугите на граѓаните и компаниите од подрачјето на општина Охрид и Охридскиот регион. Со соодветни решенија, со пристапни рампи, овој современ објект ги исполнува и условите за пристап на лица со посебни потреби. Освен за трговија и снабдување, пазарите од секогаш биле места за средба помеѓу трговците и еснафите. И денес тоа се модерни центри за среќавање на нови иницијативи и договори за заеднички бизниси, главно на сопственици или менаџери на мали и средни бизниси. Во локалните заедници, тие се движечки, трговски и економски субјекти кои заслужуваат целата поддршка. Оваа влада ќе го обезбедува токму и тоа и ќе продолжи да им дава поддршка во работата, затоа што таквата поддршка дава и реалност и очекувања за нашите граѓани. Таквите економски политики даваат резултати со зголемување на личната потрошувачка, што за овие семејни бизниси ќе значи изголемување на профитите. Она што е важно за малите и средните предпријатија е дека ова година казнената политика се смени, казните се правични и сразмерни, намалени, согласно големините на фирмите и нема никогаш повеќе да го загрозуваат работењето и обстанокот на малите фирми и нема со тоа да го отежнуваат животот на граѓаните. И исто така, овие денови почна и субституцијата на придонесите за покачување на платите. Најголеми ефекти имаме токму преку малите и средните бизниси. Апелирам да ја користите таа мерка, односно со секое зголемување на платата на вашите вработени, државата ги плаќа придонесите. Го слушнавме секако и гласот и реакциите на граѓаните трговци на зелените пазари. И затоа на предпоследната седница на владата донесовме одлука да престане важноста на законот за трговија на зелените пазари. Прифативме дека примената на овој закон ќе предизвика социјални и финансиски последици за трговците на зелените пазари и дека ќе се одржи на поширок сегмент на засегнати граѓани. Затоа ја донесовме оваа одлука во интерес на граѓаните. Продолжуваме заедно со коморите, лиценцирајќи ги сите кои што сакаат да добијат лиценца, да градиме ново законско решение низ дебата, кое што конечно како ќе биде осогласено со граѓаните, со пазарите, со трговците на мало, така и ќе ги донесеме како законски решенија. Почитувани, сакаме да се врати оптимизмот кај граѓаните, да се интензивира потрошувачката која на малите трговци и компании ќе им ги врати инвестициите и ќе им донесе заработувачка. Малите и средните предпријатија се двигатели на нашето општество.
Ова јавно-приватно партнерство е доказ дека може јавниот партнер да се здружи со приватниот партнер и да добијат и двете страни. Градот или општината да добие современ зелен пазар, деловни простори и сето тоа што следува со партнерството, а приватниот партнер кој што ги вложува парите секако да добие деловен простор, кој што се надевам дека и двете страни брзо време ќе може да ја вратат својата инвестиција, но и секако преку тоа да отворат и многу нови работни места. Нека е за многу години и со успех, здравје и среќа да се користи овој убав објект.